أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со 47-миот ает од возвишеното суратул Бакара. И во овој курански ает возвишениот Аллах Азза ва Џелле му се обрати на Бену Исраил и вели субханаху ва таала: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Велит Аллах Азза ва Џел: О синови Исраилови, сетете се на благодатите мои кои ви ги подарив и за тоа што ве одликував на другите светови. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ајет ги потсетува на Бену Исраил за нивните благодети, како што претходно спомнавме во 40-тиот ајет. Благодати како што се испраќање на пратеници, објавување на книги, спасување од фараонот и многу други благодети. Што со несвит до Бену Исраил го спомнавме кога зборувавме за тој курански ајет. И рекоме дека Бену Исраил или Исраил се мисли на кого? На Јакуб алейхиссалам. Во овој курански ајет возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: сетете се на благодатите мои кои ви ги подарив и за тоа што ве одликував над другите светови. Ова е ново во овој курански ајет. Подсетвењето на благодатите со кои возвишениот Аллах Азза ва Џелле ни ги има подарено, таа работа брече носи до шукур и благодарност кон возвишениот Аллах Азза ва Џел. И секој еден исправен верник, кога ќе е сознает благодетта од Аллах Азза ва Џел, кога ќе имат на ум некоја од неговите благодети, треба да го поттикне да му биде заблагодарен на возвишениот Аллах Азза ва Џел, на оној кој му е подари таа благодет. Возвишениот Аллах Азза ва Џел, како што вели за Бену Исраил, исто така му се обратвити на овој уммет, на умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, и велит: ја ејюхеллезина амену, о вие кои верувате, اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Сетете се на Аллаховата благодет кон вас. Покрај сите други благодети, овде Аллах Азза ва Џелле споменуите на благодет. Па вели: сетете се на Аллаховата благодет кон вас, а те е посебно во Медина во битката на Хандак или во битката на Ахзаб. Кога војските дојде до вас од евреи, мушрици и мунафици, па велит: ние против нив ветар пративме, а и војски кои што вие не ги видовте, тоест мелеците, а Аллах добро гледа што правите. И многу се други благодети со кои возвишениот Аллах Азза ва Џелле ги почести на неговите искрени робови. И затоа најголемата обврска кон Аллах Азза ва Џел е да му бидиме благодарни за овие благодети. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ве одликував на другите светови
Ове браќа одликување на другите светови е исто така од благодетите на возвишениот Аллах Азза ва Джелле према ними. И таа посебна благодет е да бидиш од уммет кој е одликован на другите уммети. Но без сомнеш, со консензус на сите муфесири, дека ово одликување на Бену Исраил беше посебно за нивното време. Значи, во нивното време Бену Исраил беше одликован на сите други уммети и светови во теја време. Но дали сите од Бену Исраил бе одликовани? Не, туку се одликовани пратениците и нивните следбеници. Но без сомнеш, браќа, дека умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем е најдобриот уммет. Зато Аллах Азза ва Джелле вели: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. И исто така ве направивме средишен и најдобар народ, најдобар уммет, и ове со говор на возвишениот Аллах Азза ва Джелле, за да им бидете сведоци на останатите луѓе, на останатите уммети, а и за пратеникот да ви биде сведок вас. И велит Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем: "Нахну ал-ахируна сабиқуна јаум ал-қияма." Ние сме последните по доаѓање на ова дуња, но првите по степен и по влегување во дженнет во сунниот ден, што укажи на вредноста на овие уммет. Исто така велит Аллах Азза ва Джел: "Кунтум хајра умметин ухриджет лин-нас, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Вие сте најдобриот народ кој е појавен за човештвото. Најдобриот народ, најдобриот уммет е умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Наредувате да се чини добро, одврачате од зло и најбитното верувате во возвишениот Аллах Азза ва Джел. И навистина е чест да си од умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и ове на огромна благодет за кој посебно треба да му бидиме благодарни на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Потоа, браќа, возвишениот Аллах субханаху ва таала велит во 48-миот ајет, еден посебен ајет кој е претња и закана и застрашување од страна на нашиот Господар. Па велит Аллах субханаху ва таала: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Велит Аллах Азза ва Джел: и плашете се од денот кога никој за никого нема да може ништо да направи. Кога ничие посредување, ничии шефа нема да биде приман. Кога од никого откуп нема да се прифати. И кога на луѓето никој нема да им излезе на помош. Овие се 4 закани од страна на возвишениот Аллах Азза ва Джел, за кој вреди добро да се размислит за овие курански ајет. Затоа, откако возвишениот Аллах Азза ва Джел прво ги подсети на своите благодети, потоа го надоврза и предупредувањето за строгоста на неговата казна на сунниот ден. Па велит Аллах Азза ва Джел: и плашете се од денот. Кој ден е тој? Сунниот ден, кијаметскиот ден, кога никој за никого нема да може ништо да направи. Ова е првото. Значи, никој немој да го спаси некого или да се замени со некого други. Како што Аллах Азза ва Джелле вели: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. И ни еден човек нема да го носи товарот или греот на другиот човек. Никој нема да носи грев од други човек. И затоа некој кога сакат да му го направиш чеот, кога сака да те натерат во грев, ти вели: направи го бе, ја го имам греот твој. Никој нема да го имат греот мој. Да, тој ќе биде казнет за теја. И тој веќе го имат греот, па макар да не го направи заради неговиот нијет што сакал да направи грев. Но ако го направи, не ми го преземи тој греот. И никој немој да ми го преземат греот. Туку греот останви на мене и ја ќе си го сноса тој грев. Затоа е грешка која ќе велит, и многу често го слушаме: немај гајле, ја го зема греот твој. И велит возвишениот Аллах Азза ва Джел:
li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnih. Тој ден секој човек само за себе си ќе се грижи, ќе биде преокупиран само за себе си. Се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: "Тухшаруна хуфатан уратан гурла." Велит алейхи салату вассалам, ќе бидете собрани и проживеани на судниот ден, боси, голи и неосунетени. Па рекла некој од неговите жени: "О Аллахов пратениче, како што мислиме дуњалучки, зарем ние чак гледаме во срамните места на другите?" Па тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: "О фулана, о ти и ти." Па го проучил овие курански ајет: секој од нив тој ден ќе се грижи само за себе си. Па од страот, од тежината и од сериозноста на судниот ден ќе бидат толку големи што секој човек ќе биде целосно зафатен со својата судбина, без да обрнува внимание на другите, дали се облечени или не, па дури и до најблиската негова фамилија. Како што возвишениот Аллах азза ва џелле велит: "О луѓе, плашете се од Господарот свој и плашете се од денот." Пазите го ове. Плашете се од денот кога родителот на детето свое нема да може ни малку да му помогне. Ниту пак детето ќе може на својот родител барем малку да му помогне. Ни татко на своето дете, ни детето на својот татко. Аллаховата закана е вистина. Па никако нека не ве залажува животот на овој свет, ниту пак шејтанот нека не ве заведе од Аллах азза ва џел со пусти желби и залажување. Ове е еден од најсилните и најјасните описи дека дури ни родителот и детето и покрај најблиската врска измеѓу ними не може да си помогне самите себе си со ништо на судниот ден. Ништо не може да си помогнет измеѓу себе на судниот ден. Велит Аллах азза ва џел: "Ваттaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a." Ова втората закана. И плашите се од денот кога ничија посредување или ничиј шефает нема да биде примано. Ова е посебно рече за кого? Посебно за неверниците. Пошто муслиман, колку и да имат греој, ако умри на таухид, без да му направи ширк на Аллах азза ва џел, тој ќе го заслужи шефаетот. Ќе имат способност или ќе имат шанса за шефает. Додека шефает немој да имаат неверниците. Велит Аллах азза ва џел на друго место: "Фама танфа'ухум шафа'ату шафи'ин." На неверниците шефаетот на посредниците нема да им користи. Ибн Каthир рахимахуллаху та'ала велит: "А оној што ќе го сретне Аллах азза ва џелле како неверник на судниот ден, нему огнот му следува неминовно и во него вечно ќе остане." И вели возвишениот Аллах азза ва џел за жителите на џехеннемот дека тие ќе зборуваат: "Фама лана мин шафи'ин вала садиқин хамим." Па ние денеска немаме за нас застапник, посредник е Аллах азза ва џел, а ниту имаме близок пријател. Велит Катада рахимахуллах: "Тие велит валлахи, знае дека ако пријателот е верник и праведен, ќе користи, и ако блискиот од фамилијата е праведен, може да се застапи за него, но на судниот ден дека нема да користи ни застапништво, ни блискост, освен ако тоа е со дозвола на возвишениот Аллах азза ва џел и кај оние со кои тој е задоволен. А додека неверниците јасно ќе го сватат ове на судниот ден, но веќе е доцна", велит Катада рахимахуллах. Велит Аллах азза ва џел: "Вала ю'хазу минха адлун." И ова е третата закана. Велит Аллах азза ва џел: "И плашете се од денот кога од никого откуп нема да се прифати." Велит Аллах азза ва џел во сурата Али Имран: "Иннал лазина кафару wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin." На вистина оние кои не веруваат и кои ќе умрат како неверници,
не се покајле, не прифатиле ислам, на ниту еден од нив нема да им биде прифатено да се откупи, па макар тоа да е злато во количина на земја. Колку целава дуња да дојат со злато и за да се откупе, нема да им биде примано. На нив им припаѓа болна казна и тие нема да имаат помагачи. Односно оној што ќе умре во неверство, и ове е посебно треба да го имат во вервење секој еден муслиман. Зашто многу мислат дека и тие неверници, или христијани, или други, ако се добри, и ако мислят, и ако верват во нивниот Господар, дека и тие ќе влезат во џеннет. Како што се деси многу, кога ќе умри некој познат пејач, или познат глумец, кој чинел можда некој добри дела на ова дуња, и ќе видиш како велат Господ џеннет, или Аллах да му се смилуват, каков беше добар човек. Ове го руши вервење во на еден муслиман, зашто и понишви свите овие курански ајати. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле ни кажви дека неверник, ако умри на неговото неверство и не се покај, вечно ќе биде во џехеннем и ништо нема да му користи што направил од хајр на оваа дуња. Помеѓу овие курански ајати имаше многу хадиси. Еден од ними е кога бил прашан Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем за Абдулла ибн Џудаан, кој бил познат по тоа што ги гостувал гостите, посебно во харем. Ги ослободувал заробениците и ги хранел луѓето, значи бил многу доброчинител, дарежлив. Дали му рекле тие дела ќе му користат? Па рекол Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, тие нема да му користат. Затоа што никогаш во својот живот не рекол: Господару мој, прости ми го мојот греф на судниот ден. Што значи, добрите дела без вера, без ислам, без барање опрос од Аллах Азза ва Џел не носат корист на ахирет. Колку и да изгледаат големи или значајни во очите на луѓето. И ове од основата и од вервењето на Ехли Сунна вал Џемаа и на консензус на свите муслимани. Исто така велит Аллах Азза ва Џел, навистина оние кои не веруваат, кога се што е на земјата би било во нивни посед и уште толку заедно со тоа. Претходниот ајат беше колку цела дуња, ове колку 2 пати на ова дуња. Колку 2 дуњалука да имаат во посед и да и дајат и би сакале да се откупат од казната на оној свет, тоа од нив нема да биде примано и за нив има болна казна. Значи никакво доброчинство, никаква власт, богатство или откуп немој да ја замени верата, покајанието и покорноста кон Аллах Азза ва Џел. А неверството со кое човек умира, затоа нема откуп на ахирет. Во последниот дел од овие курански ајат, возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: "Вала хум юнсарун." Плашите се од денот кога на луѓето никој нема да им излезе на помош. Односно, нема никој на судниот ден што ќе се налути за него. Денеска мој за тебе да се налути секој ден. Цело племе мој да се налути за тебе. Но на судниот ден никој нема да се налути за тебе. Никој нема да те заштити или да те спаси од Аллаховата казна ако ја заслужиш. А го моля Аллах Азза ва Џелле да ни заштити од теја. Како што претходно го појаснавме, ниту блиска роднина ќе се смилуват кон нив, ниту угледен човек ќе се застапи за нив, ниту пак ќе им биде прифатен било каков откуп. Па тие нема да имаат помош нити од самите себе си, ниту пак од некого други. Зато Аллах Азза ва Џелле вели: "Фама лаху мин куввати вала насир", тогаш на тој ден човекот нема да има ни сила, ниту помошник, ни снага, ниту некој да му да затрчат во помош за него. Велит Ибн Каthир рахимахуллах: возвишениот Аллах не прифаќа откуп, ниту шефаат за оној што не верувал во него. И нема никој што може да се спаси или да спаси некого од неговата казна. Ниту пак има некој што може да се избави од неа, ниту некој што може да даде заштита од Аллах Азза ва Џел. Ва хуа юџиру ва ла юџару алеј. Тој може да заштити кого сака Аллах Азза ва Џел, но никој не може да биде заштитен од него. Аллах заштити кого сакат.
но никој не може да биде заштитен од возвишениот Аллах субханаху ва таала. И на крај велит Имам Куртуби рахимахуллах, велит причината за објавувањето на овие 48 ајет е теја што Бену Исраил, нели спомнахме дека тие се потомци на пратеници. Па тие му велеле на Мухамед алейхи салам или општо зборувале дека веле ние сме синови на Аллаху илјаду билла. Ние сме синови на Аллах и негови миленици и потомци на негови пратеници. Па тие наши предци и тие наши татковци ке се застапуваат за нас на судниот ден. Па возвишениот Аллах азза ва џеле ги извести во врска со судниот ден дека на тој ден нема да се прифати никакво застапништво, нити од пејгамбери за ними, нити од мелеки. Ове метафорички кога би се застапиле, а никогаш пратеник и мелек не се застапит за неверник. Затоа браќа, шефаетот, откупот и помошта се спомнати посебно затоа што тие значењето на кои луѓето се навикнале на ова дуња. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џеле да ни уцврсти на неговата вера и го моля на возвишениот Аллах азза ва џеле да ни чуват од тој ден во кој никој нема да мој да ни помогне освен возвишениот Аллах азза ва џеле и го моля на Аллах субхану ва таала да ни спојди во џеннатул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин ва саллаллаху ва салlam ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахби أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.